Став на компанијата, творецот на Клод тврди дека развојот на вештачката интелигенција мора да го водат демократски држави за да се спречи авторитарна злоупотреба и контрола врз луѓето. Контроверзно финансирање. Анализата на Интерсепт открива дека во 2026 година Антропик примил огромни инвестиции од фондот MGX, кој е директно поврзан со авторитарната владеачка елита на Абу Даби. Заклучок, критичарите предупредуваат на двојни стандарди во индустријата, бидејќи компанијата јавно промовира демократски етички вредности, додека нејзиниот бран на развој зависи од капитал на авторитарни режими. Историско богатство. Илон Маск е на пат да стане првиот трилионер во светот. Моментално поседува $273 милиарди во акции преку компанијата Тесла. Скок со SpaceX, доколку првичната јавна продажба на акции во SpaceX следната недела успее, неговото богатство ќе се зголеми за дополнителни $841 милиарда. Со тоа, вкупното богатство ќе достигне неверојатни $1,11 трилиони. Богатство на хартија. CNN појаснува дека ова се пари во акции, а не кешна сметка. За илустрација на оваа сума, ако трошите по $1 милион секој час, би ви требало повеќе од 1 век за да потрошите 1 трилион. Заклучок, иднината на ова историско богатство целосно зависи од тоа како инвеститорите на берзата ќе продолжат да ги вреднуваат двете водечки компании на Маск.